Градската општа болница 8 септември од повредените пациенти во сообраќајка се лекуваат 28. 6 ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од вкупниот број на пациенти, 6 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивно лекување, кај двајца од нив во текот на вчерашниот ден е направена хируршка интервенција. Сите се со стабилни витални параметри, двајца од нив се на респираторна машина, состојбата е критична. Во клиничкиот центар во Скопје вкупно се лекуваат 8 пациенти, 4 на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, 1 пациент на клиниката за травматологија, 1 на неврохирургија, 1 пациент на трудницата на клиниката за гинекологија и таа е во добра општа состојба и 1 пациент на клиниката за торакална хирургија. 4 пациенти кои што се сместени во Карел се во навистина тешка состојба, кај една млада пациентка сега во овој момент ќе се прави хируршка интервенција. Може директорот или вие да оние што се овде хоспитализирани, што се на респиратор, значи какви повреди стануваат? Двајцата пациенти кои што се на респираторна машина имаат повреди на повеќе системи, ние викаме се политравматизирани. Најдоминантни се повредите на главата, меѓутоа тие за сега и во овој момент не бараат хируршка на интервенција и другите пациенти кои што се наоѓаат во одделот за интензивно лекување исто така се политравматизирани, доминантни се повредите на градниот кош и на стомакот и тие исто така не бараат хируршка интервенција во клиниките, во клиничкиот центар. Таа млада пациентка сега во овој момент се одлучува како ќе продолжи третманот на ногата, која што е навистина тешко повредена, згмечена, и останатите пациенти имаат повреди на локомоторниот систем, на градниот кош и на стомакот. Тоа значи дека постои можност да биде ампутирана ногата заради таа повреда? Да, постои таква можност и сега во овој момент има конзилиум кој што одлучува како и што ќе се прави и како ќе продолжи третманот, односно хируршката интервенција. Колку години има пациентката? Тоа е млада пациентка, 20 години. 28 и 6 ќе бидат пуштени денеска на домашно лекување, че остануваат 22 пациенти.